Почитувани гледачи, добар ден, 26 февруари 2019, 14 часот, почеток на уште едно ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и со нас ќе се дружите до 17 часот и 30 минути. Како што е ред, како што е пракса, во воведните минути од првиот блок на отворено студио 1, колешката Елена ќе ве запознае со содржините кои што ги подготвивме денеска и со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Така ти благодарам, Антонио. Добар ден и од мене, почитувани гледачи. Го започнуваме денешното отворено студио 1 во 14 часот. Во однос на тоа кои беа вчерашни гости во отвореното студио 1, но исто така ќе имаме и вклучување во живо со колешката Весна Велкова-Тодоровска од Собрание. Потоа следува термин резервиран за вестите во 14 часот и 30 минути со колегата Александар Петрески и веднаш по завршувањето на вестите следува уште еден втор блок отворено студио 1 каде што повторно ќе се дружите со мене и со колегата Антонио Крстевски и овој пат ви подготвивме на вистина интересни теми, содржини и се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Гостин ќе ни биде Васко Кичевски, директор на јавното предпријатие Паркинзи центар, а токму со него ќе разговараме на темата паркинзи во центар го решаваат или дополнително го компликуваат сообраќајниот хаос. По завршувањето на вториот блок отворено студио 1, уште едни вести, односно во 16 часот повторно со колегата Александар Петровски. Веднаш по завршувањето на вестите пак следува емисијата Маја готви и по завршувањето на истата емисија уште еден блок, односно трет блок отворено студио 1 во 17 часот. Уште една интересна тема, исто така и отворени линии, односно болните од ретки болести на маргините на општеството, а наш гостин ќе биде Наташа Ангелеска од Сдруженијето за ретки болести. Веднаш по заокружувањето на овој трет блок отворено студио 1 следуваат забавните емисии, односно возење со Вучиче, потоа нашите ексклузивци Стефан и Нина и исто така студио Мода со Сергеј Варушлија. А по завршувањето на овие забавни емисии следува отворено студио 1 каде што домаќин ќе биде Чомовски, а ќе разговара со Димче Петревски, поранешен началник на Генералштаб на АРМ, на тема генерал за председател на државата и дополнителни прашања поврзани со истата тема. Потоа следува дневник, централниот дневник во 20 часот со колешката Елена Джугуманова, а по завршувањето на дневникот Правда и неправда, вторската емисија на Гордана Тумњак, каде што ќе гостува Џемали Саити, првиот човек на судскиот еснав, врховниот судија. Односно, ќе разговараат на темата продолжува ли обструирањето на правдата, ќе успее ли државата да испорача конкретни резултати до јуни во делот на реформите во правосудството, односно за во Брисел. И по завршувањето на авторската емисија уште едно отворено студио 1, исто така со вечерашниот домаќин ќе биде колегата Чомовски и потоа следуваат вестите во 22 часот и 35 минути со Елена Джугуманова и тука ние го завршуваме денешниот ден. А сега ние продолжуваме понатаму уште на Антонио што ќе им го презентираме на гледачите. Така, Елена, стандардно во овој прв блок на отворено студио 1 се навраќаме на актуелните моменти од вчерашните гостувања во отворено студио 1, а кај Сашо Ордановски вчера вечер гостин беше Махи Несими, поранешен амбасадор, новинар и дипломиран политиколог. Тие разговараа на повеќе теми поврзани со внатрешната политика во Република Македонија, но една тема се издвои, тоа е лустрацијата, бидејќи Несими беше еден од оние кои што беа лустрирани од страна на Комисијата за лустрација. Секако стана збори за ова прашање, па предлагам да видиме дел од гостувањето на Несими во отворено студио 1. Со цел да се факторизира во политичката сцена во Македонија, пред 5 години ДУИ го измисли така наречениот термин консенсуален председател. Самиот термин консенсуален во вакви избори не доаѓа во предвид. Затоа што консенсус е сосема друга работа
Консенсус значи нешто за што се договарат страните, можат, нема никаква пречка истото тоа одма кога е потребно да го реализират. Нема друга инстанца која може тоа да го оневозможи. Сакате да кажете дека кога се оди на гласање, решават гласачите, а не политичкиот консенсус? Нема каков консенсус кога граѓаните треба да избират. Што ако тој консенсуален, например, граѓаните не го гласат? За каков консенсус направен консенсус, тогаш станува збор. Добро, партиите имаат некаков интерес во тоа, бидејќи мислат дека на тој начин ќе собират повеќе гласови, едните и другите. Не, во овој случај не се работи за тоа, сакам да кажам кај ДУИ не се работи за тоа, бидејќи ДУИ не му е важно колку гласови ќе собира тој евентуален заеднички кандидат, него ДУИ едноставно сака да се фаворизира. Меѓутоа не наоѓа начин како да се фаворизира. И сега, после 5 години, јас во ова најновата книга на 20 страници го обработувам настанот пред 5 години, што се случуваше со тој консенсуален, така наречен, консенсуален председател, со тој бојкот и така натамо, и со таа, по мене, крајно валкана игра што се играше пред 5 години. Сега веќе не е во оптек консенсуален председател, него консенсуален кандидат. И тука терминот е безпотребен, бидејќи не може да се рече консенсуален кандидат, заеднички кандидат. И тоа би било сосема во место, се договарат во овој случај, се договарат СДС, например, и ДУИ, и имат заеднички кандидат. Во тој заеднички кандидат треба да се знае дека ДУИ тој кандидат треба да го промовира, дека е заеднички еден кандидат, мора да се знае зашто изборните правила налагат таму наблудувачи, нема да има двајца, него ќе има еден, затоа што е тој еден кандидат, заеднички кандидат е, не консенсуален. Не може некој да направи консенсус со некој друг, а исходот на тој консенсус да зависи од граѓаните. Сепак, се чини дека идејата таа на ДУИ, кое што вие коментирате дека е практично проблематично од самиот почеток, не е лоша замислена политичка, да кажем, политички проект. На тој начин предпоставам дека ДУИ избегнува да излезе сам на избори со свој кандидат и да си ја провери поддршката. Од друга страна, го чува тој така наречен кингмейкерски статус, значи да заради високиот цензус кој што е пропишан на изборите за председател во Македонија, сепак се чини или се мисли, се предпоставува дека поддршката која што ДУИ би ја дал на кој било кандидат со самата излезност на изборите го легитимира и ги прави всушност изборите возможни. Инаку, доколку е директен судирот само помеѓу ВМРО и СДСМ, веројатно и на овие избори нема да имаме доволно гласачи за да се стигне до цензусот. Сакам да кажам, ДУИ има една релативно повластена позиција, се чини. Овие прашања се доста теоретски, бидејќи ако ние сакаме, видите и сега во овие денови, сите зборуваат за некој прифатлив кандидат за сите. Така ли е? Ако е тој прифатлив кандидат за сите, значи за граѓаните, тогаш апсолутно нема зашто албанците да не излезат да гласат. Сега, значи, по мене ова што овие денови се случува во политичката сцена со СДС, со сите овие разговори, преговори со разни партии, по мене овие се непотребни, бидејќи ова личи како на некој стар минатиот систем, како некој социјалистички сојуз на работниот народ. Да, видовме дел од гостувањето на Махине Сими во отворено студио 1 со Саша Ордановски, а вчера гостин беше исто така и советникот за надворешна политика во владата Бојан Маричич. Повели.
Така да подсетиме накратко дека Бојан Маричик во вчерашниот разговор со Саша Ордановски разговара на повеќе теми, но сепак едно од нив беше и тоа колку Брисел е задоволен од реформските процеси во земјава и што може да се очекува напролет, односно по европските избори оваа пролет. Па во продолжение да погледнеме и дел од неговата изјава. Што всушност разговарате на овие состаноци во Брисел? Беше и Бујар Османи таму, вие сте таму со цела една делегација и така натаму. Што се тоа, технички разговори или се уште се многу политички разговорите? Разговорите на политичко ниво со Хан, Могерини и другите високи представници се уште се фокусираат на стабилноста и одржливоста на процесот на договорот од Преспа, но исто така и на реформите. Тоа е, дури се оди и во практични термини. Дали ќе се усвои законот за антидискриминација до крај на март, дали ДКСК ќе профункционира како што треба и ќе ги разгледа овие случаи кои што веќе се на нејзина маса. Дали законот за внатрешни, односно за тајните служби, целиот тој пакет исто така е една тема на разговор, така што сите тие и политички разговори се всушност прилично практични во смисла на промена на системот во делот на разузнавање, судство, јавна администрација и сите оние други теми кои што до сега беа на маса. Па добро, што има тука уште политички да се разговара, бидејќи ние тие теми ги знаеме, да не кажам со години, ама секако од како дојде на оваа власт. Политички е, например, да бидат успешни претседателските избори. Тоа е една битна политичка. Тоа е јасна порака која што ја кажуваат во Брисел? Па нормално интерес е за да се одрази и потврди стабилноста на државата, да имаме успешни претседателски избори. Бидејќи таму дојде еден притисок да нема парламентарни избори, претпоставам дека објаснувањето беше за да оваа влада се сконцентрира на неопходните реформи. Сега се претседателските избори во нивниот фокус, претпоставам. Да, и битно е да се направат сите потребни чекори од Државната изборна комисија и сите надлежни институции, за да нема никои аргументи да се повика на некакви неправилности, за да биде тоа алиби за некои политички чекори како во минатото со референдумот или со други. Со други зборови, бойкотирања, непризнавање резултати и така натаму. Јасна е пораката дека и на некој начин порака и до опозицијата дека не треба овој пат да се оди на тоа. Што значи тоа на некој начин? Тоа значи дека по други канали им го кажуваат тоа на нив? Па да, има прилика и тие самите да разговараат и во Брисел и во регионот, а и тука кога доаѓаат представниците и да им биде соопштено дека бойкотирањето и да речеме неучеството во таков политички процес според правилата и законите не е европски, не е демократски. Добро, тоа во Македонија е помалку и традиција, бидејќи сите бойкотирале, сите се бунеле, сите протестирале. Меѓутоа пораките се сега такви. Докаде сме со онаа идеја дека прво докаде сме со фактичкото изготвување на извештаите? Еве газиме февруари, наскоро доаѓа март. Тие извештаи се пишуваат во април, ако не се лажам. Се подготвува ли таа материја или се уште сме во фаза на некакви проверки кои ги прави Брисел пред да седне да ги пишуват извештаи? Па еве на секоја седница на влада се дискутира ова прашање, па и денес. Инаку да кажам, додека ние разговараме, ова е важно и за нашите гледачи, додека ние разговараме овдека, владата одржува редовна седница, тоа значи дека не се степале дуи СДСМ, се уште седат на иста маса и разговараат, се извидувам. Да. Значи, почетокот на март е некој првичен рок кога ние треба да доставиме нова тура на аргументи зашто имаме напредок и зашто заслужуваме. Ние како влада зборувам. До ноември беше првиот рок, доставивме, сега почеток на март е вториот рок и ќе имаме можност до крајот на март, па овој пат и малку подолго, да доставуваме нови примери и аргументи како влада зошто сметаме дека сме направиле напредок во однос на минатиот извештај или минатогодишниот извештај. Овој пат е специфично што извештајот ќе се објави малку подоцна. Вообичаено се објавува по новите правила крајот на април. Овој пат ќе биде крајот на мај, најверојатно. Најверојатно, се уште немаме потврда, меѓутоа во секој случај после европските избори. Тоа што значи? Тоа значи дека практично оваа администрација ќе го подготвува, да. А следната ќе треба да го следната европска администрација да го политички што да го објасни, да го образложи. Оваа администрација ќе треба да го заокружи целиот тој процес, бидејќи новата комисија ќе стапи на должност 1 ноември. Значи до 1 ноември е овој состав на комисијата. Тоа значи дека по европските избори ние се надеваме крајот на мај
дека ќе се објават извештаите за да има време до крајот на јуни да се подготват одлуките на Советот. Сите од овие сегашни европски функционери ќе бидат променети? Најверојатно да. Најверојатно да, а оние кои што ќе останат во комисијата веројатно ќе бидат на други портфолија, на други ресори. Добро, и тоа вие го чувствувате како некаква погодност за нас, со тоа што оваа комисија сепак тоа ќе го брои во своето успешно портфолио, да кажем, особено овој пробив со Македонија. Нашата цел е до крајот на мандатот на оваа комисија ние да ги отвориме преговорите, да имаме одлука за почеток на преговорите, донесена од државите членки. Тоа значи дека до крајот до ноември сакаме да добиеме таква одлука за да можеме да ги започнеме, а подготовките веќе течат, да можеме ефективно да ги започнеме во оној момент кога ќе биде донесена таа одлука, па макар тој да биде со новиот состав на комисијата, затоа што службите ќе работат, ќе продолжат да работат, секако ќе им треба време на новите комесари да влезат во своите ресори, да се запознаат повеќе со портфолијата, но нас ни е битно дека процесот обстојува и продолжува. Должам еден одговор за техничките состаноци. Да. Веќе 13 поглавја се поминати, значи скоро нешто повеќе од третина сме поминале. На тие технички состаноци многу ревносно присуствуваме бројни делегации од сите државни институции. Еве минатата недела Агенција за храна и ветерина со сите оние детали, пред минатата Завод за статистика. Подготвени сме за тие состаноци? Има институции кои што се извонредно подготвени, искрено и на моје голямо изненадување, има институции кои што има повеќе работа. Меѓутоа, овие стручни институции кои што ги споменав, можам само да ги пофалам. Да, тоа беа двајцата гости кои што гостуваа вчера во отвореното студио 1, а сега во живо треба да имаме колешката Весна Велкова од Собранието, така ли, Антонио? Да, еве ја гледаме Весна. Весна во моментот не е во Собранието, туку пред штабот на ВМРО ДПМН, меѓутоа она што е интересно е што сега целата приказна кога станува збор за политиката е во Собранието со оглед на фактот што се појавија недоразбирања меѓу најголемите коалициони партнери СДСМ и ДУИ, особено по неодземањето на пратеничкиот имунитет на поранешниот председател на Собранието Трајко Вилјановски. Весна, ти ги имаш последните информации, повели со деталите. Така е, Антонио, екипата на идентивани во Собранието излезе малку на улица и наку ден потоа по она чудна собраниска седница на која спикерот Тала Џафери на 5 минути до полноќ ја прекина и не беше изгласана интерпелацијата и не беше изгласано земањето на имунитетот на екс-спикерот Трајко Вилјановски, ситуацијава е следна. И вчера, но и денеска во Собранието нема закажано ниту една собраниска седница, нема закажано ниту собраниска комисија. Во тек се и преку целиот ден, може да се каже, се протоколарни средби на Тала Џафери и на некои председатели на комисиите со гости од надвор. Во меѓувреме и ДУИ и СДСМ смируваат и велат дека коалицијата функционира. Да го слушнеме овде Артан Груби. Откажувањето на Жан Моне средбата не значи откажување од процесот на Жан Моне. Демократската унија за интеграција силно го поддржува процесот на помирување, процесот на диалог и на консенсуално решавање на реформските прашања во Собранието. Диалогот помеѓу политичките партии во Собранието на Република Северна Македонија продолжува и се надевам дека во најскоро можно време ќе се вратиме во нормалноста за да ги усвоиме двотретинските закони кои што ни се потребни за Јунскиот совет на Европската унија. Сепак Собранието е еден единствен нема закажана собранска седница. Очекуваме дека е блокирана. Според Тала Џафери не закажана седница. Сега е блокирана работата на Собранието. Како би треба остварите сите оние реформски процеси што ги на кои се блокираат? Ја не знам дека некоја партија го бойкотира Собранието и работата на Собранието. Денеска во 4 часот имам средба и ќе видиме кој се ќе биде присутен на таа средба, кои сите парламентарни партии ќе учествуваат.
Така е, како што рече и Груби, процесот Жан Моне го замрзна своето учество го замрзна опозицијската ВМРО ДПМНЕ. Од СДСМ денеска ги повика овој процес и понатаму да продолжи, бидејќи со овој процес треба да бидат донесени и усвоени битни реформски закони. Да го слушнеме овде Костадин Костадинов од СДСМ. Процесот на Жан Моне е многу важен од аспект на спроведување на реформите во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. Јас искрено жалам што ВМРО ДПМН исклучиво заради нивни внатрепартиски тесни интереси одлучија да не учествуваат во самиот процес. Впрочем, во истиот тој процес се решаваат и се надминуваат преку разговор, преку диалог, преку компромиси, сите разлики и сите несогласувања кои што ги имаме. Нормално, кога еден од чинителите не сака да учествува во тој процес кој што е суштинска важност за граѓаните, треба да понесе соодветна одговорност. Но ве упатувам за тоа најдобар одговор да добиете токму од овде од зградата на ВМРО ДПМН. Нормално е да во коалицијата произлегуваат секакви несогласувања и тие несогласувања треба да се разговараат во рамките на коалицијата. Така ги слушнавме Груби и Костадинов, но се почна, како што кажав на самиот почеток, од она чудна собраниска седница на која пратениците од мнозинството не можеа да го изгласаат одземањето на имунитетот на Велјановски, бидејќи собранискиот спикер ја откажа во последен момент без некоја одредена причина, односно прстот го впери во пратеникот Мухамед Зетири, наводно дофрлал од место. Да ја слушнеме, да ја видиме и слушнеме нели оваа атмосфера која се случуваше на полноќ, во неделата на полноќ. Да, вака изгледаше собраниската седница. Во меѓувреме опозицијската ВМРО ДПМН пред малку најави дека сепак нема да учествуваат во процесот Жан Моне. Да го слушнеме овде портпаролот Наум Стилковски. ВМРО ДПМН најави дека ќе го замрзне учеството со сета почит кон процесот, кон сета почит кон европските вредности и обидот за градење на демократска држава, меѓутоа во услови во кои што опозицијата е подложена на политички прогон, апсолутно не би можеле да учествуваме во еден таков исценирана атмосфера во која што ќе се глуми демократија, а реалноста е нешто сосема друго. Да, инаку за утре, наместо последниот четврток во неделата на крајот од месецот, пратеничките прашања најверојатно ќе бидат закажани за утре во среда. Студио? Па ќе ја видиме тогаш целата оваа ситуација кој ќе дојде на оваа собраниска седница. Студио? Ти благодариме, Весна, за ова вклучување во живо. Се надеваме дека во следните неколку денови ќе стане многу појасно и за нас, новинарите, и за јавноста, што точно се случуваше на таа седница кога не му беше одземен имунитетот на Трајко Велјановски. А ние тука доаѓаме до крајот на овој прв блок од Отворено студио 1. Време е да се одјавиме, но останете со програмата на 1 ТВ, бидејќи следуваат вестите со колегата Александар Петрески.